Стотина граѓани од Штипи Свети Николе деноиве не можат да достават барања за набавка на огревно дрво преку подружниците на јавното претпријатие Македонски шуми. Граѓаните кои поради ниските температури ја зголемија потрошувачката на огревно дрво во своите печки, откако ги слушнале повиците на медиумите, побрзале да се запишат на списокот за огревно дрво за наредната зимска сезона и да ја платат првата рата. Свети Николецот Никола Шалев вели дека бил изненаден од одговорот на надлежните во подружницата дека засега не може да аплицира. Бев јав чудоневиден од неговите зборови. Не, тоа не може, затоа што немаме гаранција дека Македонски шуми ќе ги донесе дрвата. Значи, лажна надеж на граѓаните не треба да се дава. Не велам дека имаат и тие проблеми, но нели, кога веќе нешто ќе се објави, ние како граѓани веруваме на институциите. Директорот на Македонски шуми Жарко Караджовски потврдува дека проблеми со аплицирањето за огревно дрво скоро секоја година има во Штипи Свети Николе, бидејќи ова се градови, односно подружници, кои зависат од сечата на дрво од другите подружници како што се Берово, Виница, Кочани и Велес, кои имаат големи површини на шума. Според него во Штип секоја година има побарувачка од 12.000 метри кумни, а во Свети Николе од 6.000 до 7.000 метри кумни дрва. Смета дека со завршувањето и успешноста на тендерот за сеча и дотур на дрва на 27 овој месец, проблемов ќе биде надминат, а заинтересираните граѓани од овие два града во февруари и март ќе можат да аплицираат и да ги добијат огревните дрва за наредната зима. Граѓаните лани навреме ги добија дрвата. Караджовски забележува дека граѓаните кои ќе аплицираат нема да бидат оставени без огревно дрво и навреме ќе им бидат испорачани.